Добар ден, ученици! Добре дојдовте на денешната лекција по предметот германски јазик во 6-то оделение. Денешната лекција е Филе фраген, многу прашања. Пред да почнеме со денешната лекција, да се подсетиме од минатиот час како ќе прашаме некого што сака да пие. Was möchtest du? Што сакаш ти? Ich möchte Limo. Јас сакам лимонада. Was trinkst du? Што пиеш ти? Ich trinke Saft. Јас пијам сок. Значи, овие прашања до сега беа со прашалниот збор was. Сега да видиме како ќе поставиме прашање со глаголот. Trinkst du gern Kaffee? Nein, ich trinke gern Tee. Значи, пиеш ли со задоволство кафе? Не, јас пијам со задоволство чај. Ова беше едно мало подсетување од минатиот час. Сега да видиме како гласи менување на глагол во сегашно време во прво и второ лице еднина. Ги земавме глаголот trinken и глаголот möchten. Глаголот trinken знаеме дека во превод значи пие. Сега како би ги смениле? Ich trinke за прво лице еднина, du trinkst за второ лице еднина. Тоа значи, односно, од ова можеме да заклучиме дека кај личната заменка ich, глаголот ја има наставката е, додека пак кај личната заменка du, глаголот ја има наставката st. Глаголот möchten е модален глагол, а модалните глаголи се посебна категорија на глаголи во германскиот јазик, но со неговата примена и неговото менување повеќе ќе се запознаеме понатаму. Сега да го добиеме сегашното време од глаголот möchten. Ich möchte, du möchtest. Наставките се исти кај двата глагола, само што кај глаголот möchten во второ лице еднина додаваме помеѓу двете согласки Т и С, само заради подобар изговор. Сега да видиме неколку примери како градиме реченица со овие два глагола. Ich möchte gern Orangensaft. Глаголот möchten во оваа реченица се наоѓа на второ место и е сменет според личната заменка ich, а знаеме дека за ich наставката ни гласи е. Ова е исказна реченица. Понатаму, was trinkst du? Овде имаме прашална реченица и тоа со прашален збор was. Глаголот се однесува на второ лице еднина и наставката му е st. Глаголот е повторно на второ место. Понатаму можеме да имаме и прашална реченица без прашален збор, кога ќе ја почнеме со глагол. Möchtest du Cola oder Limo? Во овој случај глаголот ни е на прво место, а наставката st е според второ лице еднина du. Сега да слушнеме неколку реченици со модалниот глагол möchten, односно да видиме како го употребуваме модалниот глагол möchten во реченица. Was möchtest du? Was möchtest du? Ich weiß nicht. Möchtest du Kaffee? Ja und nein. Möchtest du Milch? Nein und ja. Ja und nein. Nein und ja. Was möchtest du jetzt wirklich? Milchkaffee. Сега во овој текст го видовме се она претходно до сега што ви го објаснував. Односно, како гласи прашална реченица со прашален збор. Еве во првиот дел имаме was möchtest du, значи имаме прашална реченица која што ја поставуваме со прашалниот збор was. Глаголот ни е на второ место. Понатаму möchtest du Kaffee.
глаголот е на прво место и се однесува на личната заменка ду и наставката сте. Понатаму, во претходниот текст кој што го исчитавме, се сретнавме со едни два изрази, со еден израз, односно едниот е негативен, другиот е позитивен, а тие се ich weiß nicht, кога нешто сакаме да кажеме дека не знаеме, го преведуваме јас не знам, и ich weiß, јас знам, односно нешто потврдуваме дека тоа го знаеме. И за крај да видиме изговор на гласот Х во македонскиот јазик, кој што во германскиот јазик се пишува со две букви, а тоа е CH. CH го изговараме Х. Примери да видиме. Ich möchte 16, 8 Milch nicht. Благодарам на вниманието.